Министре, благодарам што прифативте интервју за мија за една актуелна тема, која што изминативе 3 недели ги вознемири Скопјани посебно. Имаше повеќе дојави на бомби, сите лажни беа. Сите беа во среда, четврток и петок. Имат ли некаква символика овие последни 3 дена од работната недела? Или па тие се поврзани со некакви действија што се случуваат во држава? Благодарам и јас на можноста еве денеска да поразговараме на оваа тема. Тоа што се случува во изминатиот период навистина не вознемирува сите нас, и граѓаните, и наставниот кадар, учениците, родителите и така натаму. И повеќе пати реков дека иако е хибриден напад, сепак е нешто што предизвикува вознемиреност и представува монструозен чин во однос на тоа што се прави. Дали е најавата за бомба во јавното сообраќајно претпријатие, дали е најавата за бомба во училиштата, постојат неколку карактеристики во однос на пријавите. Не само дека се случуваат во последните 3 дена работни во неделата. Тоа е една од карактеристиките. Се случува да биде во една смена, значи кога само тие одредени класови и наставен кадар се на смена, да биде и така натаму. Тоа се некои карактеристики кои што се забележани и кои што практично се дел од анализите кои што ги правиме. Кога анализираме од повеќе аспекти, за да ги офатиме сите во делот на истрагата, дали се работи за некаква геостратегиска цел, дали се тоа некакви политички причини, дали се економски причини и така натаму. Тоа се повеќе аспекти кои што колегите анализираат. Вклучени се повеќе одели во рамките на Министерство за внатрешни работи. Не е само одделот за борба против тероризмот и насилен екстремизам, веднаш се вклучува и одделот за компјутерски криминал и дигитална форензика. Секако дека организиран криминал целото тоа го покрива, и сите тие податоци кои што ги добиваме и секторот за меѓународна соработка се враќаат назад, се анализираат за да се обезбедат доказите. Тука е најважниот момент во делот на истрагата, заради тоа што сето она што ќе го констатираме ќе мора на крајот да биде подкрепено и со докази. Така да веднаш после добивањето на тие мейлови се започнува со утврдувањето на IP адресите, од каде се пратени, како и така натаму се прават контакти, дали се тоа VPN адреси кои што се практично виртуелни, заштитени, па се праќаат податоци, се бараат и од тие кои што практично ги имаат овие платформи, и на крајот секако дека по обезбедувањето на доказите ќе можеме да подетално ги утврдиме и причините и начинот зашто тоа е направено. Знаеме дека имавме злоупотреба на 2 лица преку користење на нивни податоци, дека практично се испратени тие лажни дојави. Интензивно работиме сите служби кои што е потребно да работат и во голема мерка имаме дојдено скоро до крај во однос на еден дел од истрагите, па да видиме што ќе покажат до крај обезбедувањето на доказите и секако дека благовремено ќе се информира јавноста во однос на целиот тој случај. Така, рековте дека голем број единици се ангажираат при ваква дојава на бомба, можете ли да ми кажете колку човечки ресурси ангажира МВР при една таква дојава, односно тоа се во 9 училишта, дојава на бомба во 9 училишта во еден ден, дали е можно ваквото ангажирање да има позадина, односно да се вршат некакви си криминални действија, додека сите ресурси на МВР се насочени по некоја посебна
задача како што се Имаме практично неколку цели кои што сакат да бидат постигнати генерално со ваквите најави, да се влие на политичкиот момент во државата, да се влие на капацитетот на институциите, да се влие на граѓаните преку ваквата вознемиреност, несигурност и така натаму, да се пласираат лажни дојави, лажни вести. Тоа се цели кои што практично ги посакуваат сите оние кои што ова го прават. Знаете дека вакви дојави не е изолиран случај само во Северна Македонија да има. Регионот многу често Германија, Соединените Американски држави и така натаму. Сега, на основа на тоа постојат протоколи кои што мора да бидат испочитувани. Без разлика колку е степенот на веројатноста во однос на подметнувањето на бомби и така натаму, меѓутоа целиот протокол мора да биде испочитуван, да се евакуираат и училишта, да се обезбеди периметар околу зградите и така натаму. Секако дека се трошат многу сили и енергија. Меѓутоа, ние сме подготвени апсолутно со сиот потенцијал и капацитет и колегите прават надчовечки напори. Тоа е класифициран податок, јас не можам да изнесувам бројки и податоци во јавноста, меѓутоа напоменувам со самото тоа што кажав колку сектори, колку одели се вклучени во целата ова активност, доволно говори за сериозност. Меѓутоа сепак има полициски станици од општа надлежност, има многу други структури кои што активно работат во секој еден сегмент на зачувувањето на безбедноста. Така да тие што мислат дека ќе предизвикаат ваков еден настан и дека полицијата само таму ќе се концентрира, а при тоа нема да ги средиме другиве активности, тоа е навистина залудно надевање, затоа што ние практично и во такви услови на постапување, во истиот момент имаме, например, реализација на друга активност, дали е тоа трговија со дрога или криумчарење на мигранти, и тоа е практично нешто што ни се случува секојдневно. Повеќе пати изјавивте дека сте многу близко до откривање на заканувачот, но и дека за тоа е потребна меѓународна помош. Дали тоа значи дека заканата е однадвор или тоа што досега не се откриени заканувачите, можно е за нив да стојат поголеми групации? Може би држави кои не сакаат да не видат или сакаат да не видат уплашени, да видиме не. Да, ние работиме заедно со сите наши партнерски служби, пред се со Европол, со Интерпол, ги користиме сите можни капацитети кои што стојат на располагање, се со цел да се помогне во истрагата и да се добијат одредени податоци. Реков дека утврдувањето на доказите, на фактите, ќе ни даде можност да ги разоткриеме сите причини, учесници во сето ова и така натаму, така да апелирам на трпение, заради тоа што многу е важно истрагата да ја водат колегите во рамките на процедурите, на крајот да имаме успешна истрага и реализација која што е завршена, отколку може би секојдневно да пласираме некакви информации кои што никошто нема да помогнат. А знаете дека една од клучните цели на оние кои што се занимаваат со овие хибридни напади, со ширењето на паника, на страв, е јавност. И најмногу погодува јавноста на оние лица кои што се занимаваат со овакво нешто. Останувате на тоа дека сте близко до откривање на заканувачот? Во секој момент кога давам одреден став во јавноста, стојам позади тој став. Што е од вашите сознанија од соседството, како што се Србија и Хрватска, каде што имаше, мислам, во Хрватска имаше исто 8 дојави во еден момент, во еден ден, во 8 училишта, но и во други институции таму, дали им се случиле некакви политички промени? Бидејќи тие се случија претходно, пред нашите дојави на бомби, или други действија во време на фокусирање на јавноста кон и полицијата кон бомбите? Овој период во делот на безбедноста, зборувам како временски период, во кој што Русија изврши таква воена инвазија врз Украина,
многу погодува за практично големи предизвици во делот на безбедноста, меѓу кои хибридните напади или така наречениот сайбер криминал. Кажав дека не сме изолирани како земја во регионот, и Хрватска и Србија. Србија и по 50 најави во еден ден имаше во училиште и во други институции, Хрватска исто така. И навистина секој еден орган, секоја една институција во државата, посебно безбедносните институции, сериозно и многу посветено работат да се сочува безбедноста на граѓаните, стабилноста на државата. Така да, и тие кои што сакаат да предизвикуваат ваква несигурност, знаат дека ниту можат, ниту дека ќе ги поколеваат институциите да се борат за својата безбедност и за заштита на мирот и спокојот на граѓаните. Така да, тоа како можност се исклучува. Причините, реков дека може да бидат од неколку аспекти. Дали се тие геостратешки, дали се политички, дали се безбедносни, односно економски и така натаму. И тоа која и да е причината, ефектот е тој кој што предизвикува таква несигурност кај граѓаните. Да, рековте дека нема да ги поколеваат институциите да застанат во откривањето, меѓутоа успеа во вознемирување на граѓаните. Тоа е целта. Тоа е целта, да успеат во вознемиреноста, и секако дека се што се случува во одреден момент во државата може да предизвика вознемиреност. Зарем помала вознемиреност предизвикуваат лажните вести? Можеби не предизвикуваат таква масовна вознемиреност, меѓутоа предизвикуваат вознемиреност кон одредени таргети, нарушувањето на политичките институции и така натаму. Сето тоа е цел на оние кои што ги прават ваквите најави. Предпоставам дека полицијата по првите закани за бомби ги обезбедува училиштата. Веројатно правите контроли, и зошто толкаво ангажирање на антитерористичките единици при повторни дојави на бомби, ако има некаква сигурност дека некој можеби не го направил тоа, само е лажно дојавата? Да, се обезбедуваат и патролно се покриваат сите овие објекти витални, не само училиштата. Меѓутоа, јас напоменав дека постојат протоколи од кои што не може да отстапите кога имате ваква дојава. Колку и да е проценката дека таа дојава е лажна, вие на крајот мора тоа да го потврдите, затоа што денеска ме прашувате дали е рационално да се трошат толку сили ако знаеме дека е можно да биде дојавата лажна. Меѓутоа, ако нешто се случи утре, сигурно дека ќе бидете први кои што повторно ќе прашате и ќе повикате на одговорност. Така да, полицијата не може да работи така како што ќе ни сугерира јавност. Полицијата мора да работи во рамките на стандардните оперативни процедури, сите протоколи кои што ги имаме, за да бидеме сигурни дека е осигурена безбедноста на граѓаните. Повеќе експерти надлежните велат дека ова се хибридни закани, односно Министерството за внатрешни работи. Како да се заштитиме, како да го спречиме создавањето на паника кај граѓаните? Во овој дел мора сите да придонесеме. Јас во оваа прилика упатувам благодарност до сите медиумски работници, до сите медиуми, заради тоа што навистина многу одговорно се однесуваме сите. И само тоа е моделот како да се заштитиме од предизвикување на општ хаос или паника. Оние кои што имаат најголемо влијание врз граѓаните, тие најмногу можат да допринесат да имаме релаксирање на состојбите во овој момент, односно едно трезвено однесување пред се одговорно кон државата и кон граѓаните. Тоа го покажавме и како институции, како медиуми, како сите структури кои што ни се надлежни во овој дел. Така да, мислам дека ваквите состојби што ни се случуваат не се состојби кои што може да бидат политизирани, состојби кои што може да
на било кој начин ги толкуваме заради различни цели, заради тоа што на тој начин би помогнале во намерата на оние кои што ги предизвикуваат ваквите хибридни напади. Така да, тоа е еден од механизмите како што најдобриот механизам да се справите со лажните вести е да ја пласирате вистината и да бидете транспарентни и да бидете брзи во одговорот. И овде е важно институциите да функционираат, брзо да реагираат, да бидат ефикасни, тоа го правиме во целиот изминат период. Добро, дали тоа, бидејќи немаме конкретно дека сте близко до запенувачот, може да очекуваме утре повторно дојава за бомба, бидејќи е среда? Јас ниту сакам да шпекулирам, ниту сакам предвремено да предизвикувам некакво внимание во јавност. Јас само кажувам дека тоа што ние сме близко до потврдување е една работа. Тоа не може да исклучи дека може да се случи некаков друг настан. Знаете, ние денеска апсиме една група која што се занимава со трговија за дрога, тоа не значи дека од утре ќе престанат сите. Имаат и други криминални групи и активности. Така да ние сме... Може да се повеќе организатори, ако едните ги откриете, може други да се јават. Затоа реков, анализите и истрагата ќе ги покажат сите овие прашања кои што и денеска ги поставуваме. Затоа е важно да бидеме трпеливи во овој дел и на крајот да ги добиеме одговорите кои што ќе бидат одговори вистините и кои што може понатаму да го одредат текот на станите кои што ќе ни се случуваат. Благодарам. Благодарам.